Друштвото за рециклирање на хартија и остатоци од хартија Paper Mill организираше презентација на функционирањето на построенијата во фабриката, од која произлезе јавна расправа за исполнувањето на еколошките стандарди, загадувањето на амбиенталниот воздух, изворите на загадување и причините. На моменти драматичната атмосфера во која граѓаните се жалеа дека се изложени на екстремно загадување, како од фабричките гасови, така и од другите загадувачи, на крајот финишираше со конкретни договори за мерките што треба да се преземат, потоа со стандардите што треба да се постигнат, како и за роковите за надминување на проблематичната ситуација. Инаку со цел да се спречи испуштањето на PM честички во атмосферата, Paper Mill пред 10 дена инсталирале така наречен воден филтер кој според првичните мерења дал резултати над очекувањата. Од новите мерења ќе се видат по-конкретните ефекти од филтерските построенија, пошто ќе се преземат додатни мерки за поголема филтрација на гасовите што се испуштаат. А бидете сигурни дека пропишаните гранични вредности на тој тип на котел ќе соодветствуваат на тоа што важи во Европа. И ништо повеќе, и ништо помалку. Ќе бидат пропишани гранични вредности кои што се предвидени за тој тип на согорување. И ништо друго, и ништо повеќе, и ништо помалку. Дали сум јасен? Ја не измислувам, ја не сум тој што го напишал тој правилник. Ние имаме таков правилник и ќе го применим. Нам не е јасно, вам ви е работа да ги обезбедите сите тие дозволи за работа на ова. Се е тоа во ред. Така и треба да функционират нештата. Меѓутоа, нас не интересира резултатите од таа работа и последиците. Низ градот кружат, не сакам такви, да речеме, непроверени информации да ги земам здраво за готово, меѓутоа, кружат информации дека во нашата фабрика за целулоза и хартија, за рециклирање на хартија, се согорува и медицински отпад од Бугарија. Па сакам да знам колку е тоа точно и дали воопшто е точно. Цитирав на почетокот на самата најава, и работи што ги слушаме, се тотална невистина, само го нарушуваат нашиот углед. Па тоа ми е зборот. Треба да се расчисти тие работи и да не се поентат и уште нешто. Сите сме погодени. Да ви разберам што сакате да сватиме кој. Затоа е тука и господин Одијане да ви објасни на кој принципи тој котел работи. Да не се става на пред него. Технологијата луѓето не ги интересира, ги интересира здравјето на децата. Невозможно технологијата за да ви се објасни дека тој котел и да сакате да горите нешто освен пелети со димензија или брикети 8 мм, друго не може да гориме. Таа решетка пропушта само тие пелети. Не може таложникот да не може борилникот да не може. Рециклираме хартија отпадна од пакување и додаваме масе стрop, ништо друго. И добиваме повторно картон. Основна суровина за картонска индустрија. Ништо повеќе. Тоа дека фабриката е корисна за нашето општество, значи дефинитивно мислам дека сите се слагаме, они взимат стар папир, го преработуваат и прават, значи рециклират. Во тој поглед сосема сме, значи секоја чест да тоа идем. Представниците на институции и фирми кои се занимаваат со оваа проблематика на граѓаните детално им објаснуваа што всушност е направено досега и што треба да се направи во насока на спречување на загадувањето. При тоа се истакна дека Paper Mill е единствената фабрика во Кочани и пошироко со соодветна дозвола од надлежното министерство, при што тековно се работи на подобрување на последиците од еколошки аспект. Присутните граѓани и предводниците на граѓанското движење, иако со доза на сомничавост ги примија искажаните аргументи на стручњаците, сепак се согласија дека Paper Mill е потребна на општина Кочани, но дека будно ќе следат како се спроведува договореното и соодветно ќе реагираат. Во таа насока побараа да имаат свој представник кога ќе се вршат мерењата, на што им беше одговорено дека секој четврток Paper Mill ќе ги отвори вратите за заинтересираните да ги посетат погоните и сами да се уверат како функционира производниот процес.